Представникот, собственикот на Агенција за недвижности не измами во сума, нас конкретно, мене и сопругот, од 8.000 евра во име на капар за стан во Киселова. Прелажани бевме дека, нели, тоа е сума која се дава на агенцијата на чување, додека да се проследи целата процедура, подпишување на нотар, се што е потребно со собственикот, по завршување на целата процедура, дека тој капар ќе му биде предаден на собственикот. Кога собственикот не се појави на термините закажани за подпишување, свативме дека нешто не е во ред, стапивме во контакт со собственикот и тука свативме дека собственикот, бидејќи нема појма што се случува, дека агенцијата на која најголема доверба имав, затоа што сепак, нели, тоа му е работа да биде посредник во вакви ситуации, не измами од сумата за капар. После тоа не успеавме да добиеме никаков контакт со него и продолживме со пријавување во полиција. Кога видовме дека сме измамени, значи го пријавивме агентот, дадовме сите, нели, изјава во полиција, ни рекоа дека, нели, процедурата ќе биде на кај обвинителство, кај јавно обвинителство. Од поминати се 45 дена од случајот, никаква одговорност, агентот уште е на слобода, значи немаме никакви сознанија со случајот, агентот уште се продолжува на слобода, значи не е притворен. Се најдовме меѓу себе кои сме измамениците, на долго и на широко се нели тоа. Го пријавивме во полиција и тоа е најтрагично што во полициската станица Пролече, кога го однесовме измамникот, ни рекоа да сами да си го однесеме во за криминал што е во македонска телевизија. Така да ние со нашите собствени коли сами, како некои полицајци, отидовме и го однесовме тамо. Тамо дадовме изјава, даде и он изјава, го пушти и него, не пушти и нас. Потоа, после некои 2 недели така, не викнаа во јавно обвинителство и од таму ни зема изјава и на него му зема изјава, меѓутоа измамникот е уште на слобода и уште продава станови. Очекувам да биде казнет за тоа што го направил. Дека се надевам дека тоа ќе се случи. Апелирам до институциите да се погрижат да има правда. Нервозите и стресот што го изедовме да го плати на одреден начин, прво и основно верувам во затвор за криминалното дело кое го изведе, да се надеваме во иднина дека можеби ќе бидеме и обештетени за тоа што ни беше земено. Меѓутоа, најбитно од се да не дозволи ова да му се случи на некој друг. Тој човек е на слобода и може во секој момент, како што и моментално прави, да продолжи да продава станови и во еден момент да го направи истото на некој друг. Ми биле заработка пари, значи заработка, значи поштено работење, двоење, значи екзистенција, нада, сон, значи пропаѓа све, оштетата е голема, здравствено, психички, премногу. Неопишливо, не пожелувам на никого ова, значи само сакам да допре до институциите дали има некаде правда во нашава држава и што сум жител на Република Северна Македонија. Немаме никаков фабер, а целта ми беше да дадам изјава вака јавно. Сакам на сите граѓани што купуваат стан да пазат, значи да го запамтат дека измамник продава станови уште.